Така, моето трето прашање до министерот за внатрешни се работи за инцидентите околу селото Слупчане и Јевана. Сведоци сме деновиве за, ја би рекол, организираниот бандитизам на жителите на село Слупчане. Тие ги кршат трансформаторите, диво се приклучуваат, не плаќаат струја со години, ги малтретираат работниците на Евана, некогаш и ги тепаат. Очигледно е дека во нашата држава борбата за човекови права е тешка, како што би рекле колегите од другата страна, и за сето тоа време полицијата е нем посматрач и не реагира. И затоа, моето прашање е, дали планирате, министре, да интервенирате и да го спроведувате законот, редот и поредокот и во Слупчане, или свесно се откажувате од сувереноста на овој дел на Македонија и полицијата ви служи само за интервенции кога се работи за етнички македонци? Вака, министре, може би ние оваа теза сме ја кажале во собранието, но вие, заедно со вашите колеги од владата, таа теза дека на одреден дел од територијата немаме суверенитет, ја правите реалност. И тоа не е од сега. Или може би, ја погрешно се изразив, у смисол, не дека немаме суверенитет на тој дел од територијата, има суверенитет, ама суверенитет има ДУИ. Нема македонската држава. Сега, ако толку сте интервенирале, нели, сте интервенирале вака така цело време, зошто ситуацијата продолжува? Значи ова не е од сега. Че ние зборуваме за ситуација со години, че тие луѓе не плаќаат струја со години и ги палат трансформаторите таму и се приклучуваат на диво. Не е на полицијата, ја колку што сваќам, да биде фина, да разговара, и вие сами рековте, не требало полицијата да интервенира надвор од законот. Да, ама полицијата треба да спроведува закон, ред и поредок. Дали имаме ние таму закон, ред и поредок? Немаме. Апсолутно немаме. Значи вие тоа не го правите. Каква порака испраќа ова? Кога ги гледаме што прават селаните у Слупчане. Ова испраќа порака до македонскиот народ дека единствено со сила и воинституционално може нешто да постигне оваа држава. На сличен начин како што нели ја вративте и концесијата од мртвите за иловица штука во Струмичко, и луѓето сваќаат дека мора работата да ја земат во своји раце. Системот веќе не ги штити. Или штити некој други. Али нив не ги штити. И мора да си ја земат работата во своји раце, за да си ја добијат правдата која што им следува. Ајде да го земеме Слупчане контра Коњаре. Еве ви ги двојните стандарди. Од една страна тука полицијата иде у Слупчане на милионски прекршоци, крадење струја и така натаму, тепање на инженери од Евана, и ги моли и разговара со нив, е многу фина, а од друга страна ги тепа селаните у Коњаре и ги штити дивите копачи. И ден денеска ги штити дивите копачи. Значи тука се двојните аршини. И што пообразо овој народ разбере дека ќе мора работата очигледно да ја земе во своји раце, затоа што вие не застанувате, тоа подобро. Не сум задоволен од одговорот и немам дополнително прашање.